Парите што добронамерните граѓани им ги даваа на питачите завршуваат кај мафијата, предупредуваат од Сдруженијето Градиме иднина Скопје, апелирајќи пари да не се даваат без оглед на социјалните импресии кои овие лица ги креираат. Цела Република Македонија ги имаме од 2 до 2.500 питачи секојдневно во сите 88 општини. Во Штип бројката е од 25 до 35 лица кои питачат, од новороденчиња, мали деца од 3 до 12, 7, 15 години и нивните организатори, шефови, рентачи кои ги злоупотребуваат децата. Децата не ги добиваат парите. Граѓаните кои ги даваат тие пари, децата добиваат само од 10 до 50 денара и на крај дебел кјутек, големиот износ од 3.500 до 4.000 денара завршува кај мафијата, организаторите. Поради ова, од Сдруженијето повикуваат граѓаните да се воздржат од овој вид на солидарност. Децата прават просечен дневен промет од 3.000 до 9.000 денари во 3 смени, што го потврдуваат и самите питачи, а на крајот добиваат по едвај 50 денари. Нивната дневница од едно питачење име од 3 до 3.500 денара во градот Штип, затоа што имаме и тука студенти кои се од Турција и поготово сега кога доаѓаат гастарбајтите од соседните земји. Градиме иднина Скопје го намали питачењето во неколку градови од цела Македонија, за разлика од почетокот кога беа злоупотребувани новородени деца и малолетни девојчиња за нудење на сексуални услуги на помлади и постари лица преку нивни макроа.